Протестот во Свети Николе е организиран поради тоа што ние бараме како Сдружение на пензионери за достоинствен живот оставка од госпоѓата председател на Сдруженијето на пензионери на Македонија, госпоѓата Станка Трајковска, бидејќи таа се уште е застапник на она кое што го кажуваше и до сега, процентуално зголемување на пензиите, а ние со нашето барање за линеарно покачување на пензиите веќе успеавме во собрание и дојдовме до тоа дека треба собранието да ни одобри, односно покачена пензија сега 2500 денари преку линеарно покачување на пензионерите. И понатаму ќе продолжиме со тоа што ќе бараме, значи, и од останатите здруженија да ни дадат подршка за нејзина оставка, бидејќи се сомневаме дека таму се врши злоупотреба на паричните средства кои што ги одвојуваме ние како членарина во Сдруженијето на пензионерите. Планираме и тоа, само ќе го прошлиот пат го одложивме, накнадно ќе го закажеме кога ќе биде. Јас сум Снежана Милевска, доаѓам од Скопје и сум од Сдруженијето на пензионери Ѓорче Петров, кој што беше иницијатор на криминалот кој почна да настанува во сите изборни единици, во сите здруженија и во Сојузот. Затоа што Станка е членка, Станка живее во општина Кисела Вода, се води и со лична карта во Кисела Вода, со голем фалсификат во кој помогна мојот председател Митко Стојановски, кој ја представи дека она веќе живее кај нас во Ѓорче Петров, без да ни покаже лична карта и да ни покаже, да ни каже каде она живее. Сега, јас отваравме во Ѓорче Петров еден клуб на активна жени пензионерки, меѓу кои беше поканета и председателката Станка. Се охрабрив да појдам и да ја прашам дали од 2023 година, кога ја направи таа криминална работа за мене, тоа е криминал да кажеш дека живееш на едно место, а личната карта да ти биде од друго место. И постави прашање, господја председателка, дали вие ја сменивте личната карта и дали живеете во Ѓорче Петров? Со она, така како без див, само ни рече дека во процедура е. Значи, замислете, година и повеќе, она не лаже дека е председателка на Сојузот, а тоа не е вистина. Се уште она живее таму. Јас нешто накратко, некои податоци имам и би сакала да ве запознам и да се слушне низ цела Македонија она што све има направено. Значи, што бараме? Зашто бараме оставка од Станка? Бараме оставка подитно, затоа што е лажга и криминално настапи на изборите, да ги напушти просториите на Сојузот, да даде оставка поради лажни давање податоци за незиниот престој. Бараме оставка од председателот на Сдруженијето пензионери Митко Стојановски и председател на Собранието Васил Дрвошанов за фалсификување на изборите во Сдруженијето на пензионери Ѓорче Петров. Да се види работењето и трошењето на нашите пари, да се открие кој и колку има орочени средства, кој ги земал без одлука и присвоил за себе, кој и зошто купува станови и деловни простории и ги даваат под наем, да се открие кој со пензионерските пари купува возила. Има и такви, за жал. Да се испита и открие зошто е направен штетен договор за недвижен имот кој припаѓа на сите скопски и општински здруженија на пензионери, а се работи за хотелот пензионерскиот дом во Катланово, кој е даден, замислете, за само 20.000 денари закуп, месечна кирија, за период од 30 години, склучен со некој си Манасков од Скопје. Да се испита кој ги ветува пензионерските домови во Скопје да се приватизираат и на каков начин. Градени се со пензионерски пари. Што мислите? Дали Станка се грижи за нас пензионерите и за нашиот имот? Токму за тоа што има многу неправилности и многу од нашите сознанија што ги добиваме по
најавен глас дека има многу криминал во нашите здруженија на пензионери, ние се одлучивме на ваков чекор. Првен, значи, одлучивме да направиме нов закон, кој што ќе им помогне на пензионерите на Сојузот на Здруженијето на пензионери на Република Македонија, за да се подобри нивниот живот, и ние, значи, ќе одиме постепено. Овој закон го поднесовме до Собранието, го имаме поднесено до сите институции, со надеж дека ќе ни се помогне. Значи, со законот се предвидуваат реформи мора да има, значи, најпрвен за финансиското работење и злоупотребата која што е направена во сите општински ограноци и центарот во Централното здружение во Скопје, и реформите ќе содржат да се постават лица кои што навистина ќе одговарат и кои што ќе бидат загрижени за опстанокот на пензионерите. Значи, реформата во законот една од кој што е најбитна е после секој месец нашата пензија да биде 70% од минималната плата и 70% од просечната плата. Значи, пензијата да се движи 70%, а не како сега 53,4%. Верувајте дека со 50% на пензија не се живее, пошто луѓето пензијата Тренчевска велеше дека минималната е 13.200, но не е точно. Пензијата има пензионери со 10.000, со 9.000, 10.200, 11.800 и 10.800. Значи, нема ја ни еднаш образ да излезат со точен показател колку се најниските пензии во Република Македонија. Не, мандатот ќе бараме да биде само еден. Не, само еден мандат од 4 години, понатака нема да се продолжува, затоа што сметаме колку повеќе се продолжува и реизборот на председателите, толку повеќе станува незаконски работења, односно неправилно трошење на парите и станува криминал едноставно. Еве ќе го кажеме примерот во Свети Николе, откако е ослободена Македонија, значи од 91 година, 33 години, овде ние имавме до вчера, така речено до ланската година, 2 председатели на Здруженијето. Првиот беше 16 години и умре таму на столот како председател на Здруженијето, вториот дојде и бидна 14 години председател на Здруженијето, па овие сега што се како круг нов, односно ново избрани, иста група, го сменија, па се еве овие 2 години. Замислете, за 30 години 2 председатели на Здруженија. Па доволно еве сега што го кажа господјата Верче, да се направи реформа во самиот систем, во статутот, да еден човек, односно еден председател заврши со мандат од 4 години. И толку. Има и други луѓе кои што можат и знаат да ја водат оваа проблематика. Да не оставаме дека ние бираме, да не речам владици таму, или дека ја бираме Елизабета II, како сега еве ќе речам господјата Станка, па не можеме да ја смениме. По допрен глас и по барање наше, од сите здруженија кои се запишени во барањето, бараме од институциите, Државниот завод за ревизија, Финансова полиција, Управа за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи да преземат активности поради големите аномалии во Здруженијата на Република Македонија и да се преземат мерки посебно за финансиско и материјално работење. Бидејќи пред некој ден една телевизија, да не ја спомнеме, кажа како се трошат пензионерските плати, пензии. Тие се трошат во гипсени табли, кои гипсени табли вредноста е нивна 3000 денари, а се наплаќени по 30.000 денари. Биров дека, односно протест во Свети Николе, собрани се од повеќе градови председателите, меѓутоа голем дел не дојдоа поради временските неприлики и финансиски средства, бидејќи нас не помага воопшто Здруженијето на пензионери, за нас нема пари, ако плаќаме чланарина, меѓутоа тие за спортски игри и забави имаат пари и праќат редовно
3 пати во неделата одат на некои си забавни случувања, додека за нас немаја да ни дадат ни 10.000 да дојдеме до Свети Николе, а полно и од другите градови не можат да дојдат ради овие проблеми. Но голем проблем е времето денеска што е многу врнежливо. Значи, ако во Свети Николе има олку дош, верувајте, во другите градови се јавуваат и од Дебарца, и од Охрид, од Кичево, дека како да се истура дош, буквално не се вози. Затоа имаме помал дел на председатели, меѓутоа имаме од Центар, од Газибаба, имаме од Долнени, од Кривогаштани, од Штип, Прилеп, Битола, Ѓорче Петров, Газибаба, да не ги редам сите, Штип веќе е тука, и значи имаме многу, во моментов требаше да бидеме 35, најавени толку што требаше да бидеме денеска, меѓутоа само чисто ради времето и дел од тие што не можеа да си платат сами карти за да дојдат до ова место на протест. Дека ние имаме заклучок, односно одлука на нашето пензионерско здружение, на кое што пишува овде председател Штерио Ѓоргиев, дека имаме поддршка за линеарното покачување на пензиите, дека имаме поддршка и за протестот, еве што е денеска, дека имаме поддршка и за автобусите да не ги плаќаат, но одозгора, еве денеска, им е дадено пари да идат да се прошетаат тие наши колеги пензионери, за кои што ние немаме против што одат и се дружат. А на нас, кога им баравме пари за да одиме во Скопје на протест, така речено, екскурзијата наша ја рачунаме како протест екскурзија, значи со нивна одлука, дека тие се наши поддржувачи, они викаат дека нивниот исти овој што е собрание, односно иницијативен одбор, не ги дава парите на нас да ни плати. Па тогаш зошто ја донеле оваа одлука и се подпишале дека тие се, а ние сме членови нивни, поддржувачи наши, ама немат храброст, не смеат да дојдат овде и денески ги повикавме да бидат присутни. Јас са бајле му се јавив на господинот председател Штерио Ѓоргиев. Не можам трајче, вика, и не смеам да дојдам таму. Сакам да ја известиме јавноста, значи, на оставката на господјата Станка Трајковска, зошто едното око е ставено гусарска кожинка, значи да не гледа, а со другото око е отворено, значи со тоа око ги гледа оние сите кои што сакаат процентуално покачување на пензиите, а со ова другото око кое што е затворено, значи ги гледа овие другите кои што бараат линеарно покачување, а тоа сме ние. Значи, господјата ни дава поддршка со затворено око, да се разбереме одно што значи ова, а им дава поддршка со окото на овие кои што барат процентуално покачување. И затоа и велиме доста Станке, оди си, доста ти е, готова си и така натака, и ќе бараме до крај нејзино разрешување. Пензионери, секој пат се прашуваме каде одат нашите чланарини, каде одат нашите пари. Знаете ли каде одат? Одат на екскурзии, ги трошат само одреден број на членови кои секој пат се едните исти, на патување или негде каде и да било, значи едните исти патуваат. Во Скопје формиравме едно движење, го нарековме, движењето Тука сме, кое се бори за или одделување или укинување скроз на нашата чланарина. Затоа што ние, како пензионери, спаѓаме под законот за здруженија и фондации, кај што чланарината не е задолжителна. Кај нас, државата, која е едина во светот, ни сопира преку нашите пензии по 30 денари чланарина и едноставно се представува како наш извршител. Ние имаме писмо од Народниот првобранител, толкување,
И многу јасно е напишано таму дека чланарината не смее да биде задолжителна и не смее. Ние се уште дадовме да се смени тој закон, меѓутоа малце имавме проблеми, не знаеме зошто и како тој беше сопрен, меѓутоа сега пак сме се удружуваме заедно за да продолжиме по истиот пат. Значи ги покрај сите тие ревизии, каде и што се трошат нашите пари, одиме и со да се смени законот за чланарината. Кој сака од пензионерите? Верувајте, сега бев на одмор во едно село и ги прашувам како, дали знаат нешто, што се работи во нашето пензионерско здружение. Они викаат дека 25 години, вика, сум пензионер. Нити некој, вика, се јавил да ме праша, нити не. А викам, знаете каде се трошат вашите пари? Не, вика, не знаеме. Не знаеме затоа што само 1% од нашите пензионери ги користат нашите пари.